Здраво! Замисли, бат. После толкова време, после 4 месеца. Окей, ново видео. Здраво, нема да го влечем, друго видео ќе правиме за таа работа. Сега зашо сме тука? Как што гледате по самиот наслов, денеска правиме анализа на надпреварот Челси Борнмут или Бърнмаут, как сакате кажаете. Така да, как јас правам анализа? Тие што не знаете, имам VIP група и бесплатна група за анализирање на тикети, на утакмици. Можете да го проверите линкот од бесплатната група во био, а на овој профил може да ги погледнете сите резултати од групата која што ни се VIP тикетите. Значи, ако е некој заинтересиран да се зачлени во групата, слободно пишајте ми на Lucky Care Tips и ќе се договориме што и как за един месец или за 2 месеца членство. Што значи сега така? Значи, јас работам за анализа со FlashScore, заради тоа што таму ги имам сите податоци кои што ми требат. Ако нешто нема или ми треба, имам Google, не знам, why, how, бла 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 бла. И Sport Life од причина што таму си уплакам и од таму ги гледам квот. Заради тоа што за мене Sport Life секој пат били најдобри. Мање битно. Ето, сега чисто да лафме за надпреварот. За надпреварот Челси Бърнмаут. 21 коло. Ако можеме да видиме табелата, Челси са ноги на 4-то место, а Бърнмаут на 7. Нема да филозофирам да лафам оти Бърнмаут предходната сезона се бореше за обстанок, беа слаби, бла 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 бла. Не, окей, седми са, Челси са 4-ти, тоа е тоа. Пред се за да треба да правиш анализа или да сакиш да правиш анализа, треба да гледиш, да разбириш. Значи јас фудбал гледам, бате, не знам, откако знам за мене. Цел живот. Окей, во излежах од 2012. Значи скоро 13 години, веќе 13 години. Така да константно пратам на YouTube што се дешава и как се дешава, на Instagram и спортски вести, дали на телевизорот, дали на компјутерот, на телефонот, без разлика. Значи моментално има интернет и можеме да располагаме со се што ни треба. Што значи, треба ти бате многу да пратиш за да знаеш што се дешава и треба да ти фаќа црпката, да ти фаќа кликерот. Али кога лафам за треба многу да пратиш, значи треба сварно многу да разбириш, бате. Не само да гледаш фудбал, него да разбириш што и како одат работите и од политичка страна и од спортска страна. Зашо? Заради тоа што веќе, како што гледате и самте, веќе не е спорт од спорт, него е повеќе политика. Значи не може един играч да вреда, бате, не знам, 200 милиона. Значи тука веќе политиката е омешана и кладилниците, пошто кладилниците се многу големи спонзори денешно време на клубовто и клубовто ваѓаат најмногу пари од кладилниците, заради тоа што као има луѓе што уплаќаат за 500, за 600.000, за милион евра правиме абет, као милион клади на во, милион клади на тоа, 10 милиона на тоа, 10 милиона на тоа. И бате они ќе се договорат, ќе наместат утакмиците и што правиме? А наместават да не заврши како што треба да заврши и за тоа губиме на тикети. И сами знаете оти многу голем дел од утакмиците кои што се фаворити екипи киксат и тоа баја киксат. На пример да uzемеме за пример Челси. Значи Челси беше бате екипа лани која што се бореше исто така за опстанок, меѓутоа кога дојде Маурисио Покетино успеа да ги дигне до 6-то место и да се квалифицират за конференцијска лига. Арно, ама бате Челси ваа година толку јако гајсше што не може никој да сопре. Значи почнувајќи од Ньюкасл кога те па 2-1 во Премиер лига. Значи тука изгуби од Ливерпул. После тоа, почнувајќи од 2-1 со Ньюкасл. Значи нема бате изгубено, освен купот, пошто лигата има да деа, па многу јасно 3-3 ќе играат, 3 бода за 3 бода. Тука ќе им дадат победа 3 бода на Челси, тука ќе помине во ЕФЛ купот Ньюкасл, заради тоа што Челси ќе помине во ФА купот. Што значи од тука бате со Юнайтед X, со Ноах 8-0, со Арсенал 1-1, што лани 5-1 изгубија, со Лестер 2-1, со Хайденхайм 2-0, 3-0 со Астон Вила, што Астон Вила искрено оваа година бате многу газат, значи сами гледате во Лига шампиони што се дешава, со Саутемптон 5-1, со Тотенхем дербито 4-3 и тоа од 2-0 се врна. Ајде, стана окей 3-1, со Брентфорд 2-1, што искрено со Брентфорд немаа победа бате, не знам, на последните 4 меѓусебни утакмици. Со Шамрок Роверс 5-1 и бате иде до Евертон. А Евертон ти е екипа бате што се боре за опстанок секоја година. И они бате од кој не изгубија Евертон, значи од сите изгубија оваа година Евертон. И иде ред да играе Евертон со Челси и многу јасно на Челси дават квота 1-3. И сите тука 2-2, 3+, двојка и тим 2, двојка и 3+, двојка и 5+, 3+, 4+, они играат 0-0. И тебе туката еве квотата. Значи тебе туката еве кладилницата изиме парата. Океј, ќе си кажеш ајде, 0 ма е ба следното коло ќе утепе. Значи они до сега чим те паа се, едно нерешено ништо не им значи. Они губат од Фулам, а 1-0 имиш. Значи имиш 1-0 до 80 не знам која минута и они прават пресврт за 5 минути бато 82 и 95, што нема врска. Океј, мање битно тоа, играат со Ипсвич.
Кој се Ипсвич, се борат за опстанок. Челзи пак кикса. Играат со Кристал Палас, ајде ќе кажеш градско дерби. Пак кикса. Што значи Челзи во овие 4 утакмици са набали рапаревот. Со овие 4 кикса. И оке тука со Море Камбе го рушија рекордот нели од 4 кикснени утакмици. Што значи бате не само Челзи, значи сите клубови играат за кладилниците. И тоа кога најмалку очекуваш ќе кикснат. Да не лафме за другите клубови, сега сме фокусирани на Челзи Бърнмаут. Значи дека застанаме. Челзи има моментално како што гледаме на табелата, последните 5 утакмици, една тепана, 2 нерешени и 2 изгубени. Додека Бърнмаут има 3 нерешени и 2 тепани. Ако име форм во последните 5 утакмици, Бърнмаут се наоѓа на 5-тото место, а Челзи на 12. Заради тоа што во последните 5 утакмици Бърнмаут има дадено 7 гола, а има примано 3. Додека Челзи има дадено 4, а има примано 6. Што значи ако име хоум, пошто Челзи е дома, Челзи е 6-то место, а ако име away, пошто Бърнмаут е гости, е 4-то место. Челзи дома во последните 5 утакмици има дадено 9 гола, меѓу кои има примано 5, има 3 победени, една нерешено и една изгубена од Фулам. What the fuck? Океј, со Арсенал 1-1 играеле. Додека Бърнмаут гости, последните 5 утакмици има едно нерешено, едно изгубено од Брентфорд, извини, и 3 тепани, меѓу кои има дадено 13 гола, а има 8 примано. Што значи меѓусебните утакмици нема да ги гледаме моментално, ќе гледаме прво 5-те последни на Челзи, 5-те последни на Бърнмаут, односно Челзи има 5-0, 1-1, 2-0, 1-2, 0-0. Додека Бърнмаут има 5-1, 1-0, 2-2, 0-0, 3-0. Што значи во просек 3 гола. Од 5 утакмици бате, просек имаш 3-0, 0-0, 2-2, 1-0 и 5-1. Од кој единиот е факуп, ајде тоа нема да го гледаме, ќе го гледаме Бърнмаут, Бърнмаут Вест Хем и ваа нема да го гледаме на Челзи 5-0, ќе гледаме таа со Шамрок Ровес не таа со Брентфорд 2-1. Значи во просек и двете екипи имат просек 3 гола, 2,5-3. Меѓусебните утакмици им се 1-0, 2-1, 0-0, 1-3, 2-0. Што значи јас според мене, според во што го гледам тука, според вие резултати, повеќе од 3 гола во утакмица нема да има. Што значи тешко е прашање 3-0 дали ќе дојде. 2-1 мање бит. Ако погодавме резултат, јас би кажал 2-0 за Челзи или 2-1 од причина што Бърнмаут е заебано в гости. Ако одме да видиме кои им се повредени играјачи на Челзи, нема да играат Бадиашиле, Касадеј, Чилвел, Дюсбури Хол, Фофана и Келиман, додека Мудрик е суспендиран. Мада 2-4-6-7 од овие 7 играча во последните 10 утакмици бате никој 20 нема играано, може да бъде Ашиле, ама и така појма нема в Челзи. Додека за Бърнмаут нема да играе Унал, не знам како се вике, а иначе тој има добар играч на Бърнмаут, односно ако памтите кој играја 2-2 со Фулам, он го даде слободниот во 90-та за нерешено. Мислам оти, да, не 90-та него кога беше? Да, или не беше он? Не, знам оти он даде слободен. Сега дали беше на овој меч? Не знам, нема фекајте за збор. Може да беше со кој беше? Со Вест Хем да не беше, мислам. Да, со Вест Хем. If he can put this in the top corner, he'll be the toast of Bournemouth for the rest of the week, that's for sure. 4 white shirts in the wall, 3 cherries as well. Unal steps up, right footed, curls it into the top corner. That is absolutely brilliant. Со Вест Хем беше слободниот. Искрено, ваа утакмица што нема играно во факупот, пошто е повреден нели со коленто, те пале 5-1, без него окей, он ти е напаѓач. Арнама со оглед на тоа што гледаме кога он играјал, претежно има добар рейтинг, што значи има добар играч. Али во последните 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 утакмици, он има само 2 гола дано и има рейтинг од просек, не знам, 7. Што значи и немат некоја шанса да, не знам, да просперират нешто. Значи тоа има един од битните играчи кои што нема да играе. Го има Адам Смит, односно од Брамбен. Ни не толку добар. Што значи и Адам Смит нема да играе. Така да можеме да заклучиме дека со Таверниер исто не им играе, што е искрено голем минус за Бърнмаут. Така да не може да кажам голем минус, ама не е ни малечек. Значи имат минус што некои клучни играјачи не им играат на Бърнмаут. Што значи, ако ме питате мене, со оглед на вие резултати што ги видех, без факупот, дома Челзи им играно 1-2, 2-1, 3-0, 1-1, 2-1, 1-1, дома они немат изгубено од првото коло. Додека Вест Хем гости е лом. Овој Вест Хем Бърнмаут е 2-2 со Фулам. Океј, Фулам ги тепа на Челзи. Фулам се во добра форма оваа година. Ги тепа на Юнайтед, они се во престрашна форма Юнайтед, значи као преслабо, и Ипсвич и Вулфс, додека тие двете се борат за опстанок. Што не ми е јасно зашто Челзи им даде бода на Ипсвич, мање битно, кога ќе дојдат во Лондон, ќе видиме што ќе се деси. Али за тоа имат 3-2 од Брентфорд, 2-1 од 1-1 со Астон Вила, 1-0 од Лестер, океј, 3-0 од Ливерпул.
окей, 3-2 на Евертон, много ясно, пошто и тие са лајно екипа и 1-0 од Вест Хем, кои што оваа година са во преслаба форма. Со оглед на тоа што го гледаме тука, со вие резултати, со вие повреди, со вие голови и така наки, само да видиме што гол диференс чисто ме интересира 15-7, окей. Со оглед на тоа, според некоја моја логика, јас би ги одиграјал Челси Бърнмаут. 3+ искрено има 1.47 квота, а многу тешко 3 гола да има, според мене. Значи не верувам да има 3 гола. Ако веќе сте решени за 3+ и ако мислите оти би имало 3+ гола, повеќе ви се исплаке 1+ прво и 3+ цело. Пошто они ако дадат 3 гола бате, сигурен сум оти ќе дадат и един прво најмалце. Пошто Челси во последните, па да не претерувам, 10 утакмици, 8 утакмици им са бате најмалку 1 до 2 гола во прво што има дадено. Значи обавезно дава. Што значи 1+ прво, 3+ цела и само 3+, тие две квоти за мене отпаѓат, ако ви имате некој кейф, одиграјајте така. Јас би ја играјал, лично јас би ја одиграјал или Cat 6 и Team 1 2+, 1.58 квота, не знам, или би ја одиграјал Cat Team 1, што има искрено 1.79, окей квота, или Cat 2 до 5. 2-12. Солидна квота. Повеќе од 5 гола нема да има. Според мене, нема да кажам точен резултат, од причина што нема што да погодавам, али ако ето морам, би кажал 2-0, 2-1 максимум. Ако веќе ви се ризикуве баја, кеци гол 2.90 квота. Зашо? Зашо мислам ти Челси ке тепе? Не заради тоа што навијавам за Челси, него од причина што има едно непишано правило, не знам колку знаете за тоа, ама тоа непишано правило е после 3 или 4 лоши резултати, која сака екипа нека биде бате, таа екипа ке тепе. Значи, со кој да играе? Сега, со оглед на тоа што Челси веќе 4 утакмици заебаве, утре е сигурен кец. Без разлика тоа што Бърнмаут е во добра форма. Бърнмаут е редно да изгуби утре. Така да, ако ви се ризикуве, кеци гол, според мене. Ако не ви се ризикуве, Cat 6 и Team 1 или Cat 6 и 1+ прво. 1 пейс квота малечка, али јебига, зависи ако спојувавте со другите кети, ако играете сингл, не знам, или Cat 2 до 5. Што значи според мене 2-0, 2-1 максимум. За 3 гола да дадат Челси и баш не ми се верува, ама ќе видим. Така да, тоа е тоа од мене. Ако сакате следната неделя или во текот на оваа неделя да анализираме некоја друга утакмица, оставете лайк, коментирајте ми што мислите за овој видео, дали да има повеќе такви видеи или да нема. Изразете си го вашето мислење во коментари, затоа се тие коментари, нели? Заследете ме на Instagram и на TikTok Lucky Carex, а ние се гледаме во наредно видео, не знам кога. И среќна година.